Почитувани гледачи, добре дојдовте во студиото на КТВ телевизија и вообичаено очекувате дека ќе започнеме со утринската програма. Меѓутоа, нема овој пат да бидеме со утринска програма, овој пат во патувачката сезона на Тренд Лайф не одлучивме да патуваме, никаде не отпатувавме, дојдовме тука во студиото, бидејќи нашиот гостин изрази желба да ја посети КТВ телевизија и да ја снимаме Тренд Лайф токму овдека во студиото. А на наше задоволство во Тренд Лайф го имаме кој друг ако не Ламбе Алабаковски. Ламбе, здраво, добро дојде во Тренд Лайф. Добро ве најдов, благодарам на поканата и конечно да се реализира таа наша идеја за овој интервју. Конечно да дознаеме пикантерии за Ламбе и да тука ми е пријатно искрено во Кавадарци, во Неготино, во овој крај. Така се топли луѓето, пријатни, да ти помогнат, расположени. Искрено, навистина попитом крај сте на ние таму во планините по Битола. Да. Во последно време се почесто имаш и настапи овдека низ тикве шијата. Доста се посетени. Да. Што најчесто им пееш овде кога ќе дојдеш? Па најчесто мои песни, некои македонски евергрини, па може по некоја така да некоја рок песна да избега. Често кога доаѓам тука, чувствувам дека треба да ги пеам и оние патриотски песни кои припаѓаат од овој крај, кои се навистина многу убави. Сакам едноставно да ги испеам моите песни кои за среќа се уште луѓето ги пеат и ги паметат. Нормално треба да отворам уште многу нови, само Господ здрави. Да. Ајде сега вака малце да те распрашам. Иако не сме кај тебе дома, еве ти сакаше да бидеме овдека во Кавадарци, во КТВ телевизија, ти си кај мене дома практички во нашата телевизија. Да те распрашам сега, како по дома се шеташ ти? Како сакаш по дома да се шеташ? Како мислиш, како облечен? Да бе, да. Па зависи, што знам, по тренерки најчесто сум по дома. И често сум така во некоја опуштена варијанта. Летото може би да се шетам и така полу гол да речам. Но нормално домот е еден место каде што треба да сме опуштени, нели? Да, место каде што треба да сме опуштени, место каде што секој има своја приватност, секој има, да речам, своја или соба или простор каде што функционира и едноставно кога се седнува нормално на ручек или на доручек или на вечера, се нормално треба човек да изгледа пристојно, бидејќи со тоа се оддава почит кон храната, кон ручекот. Добро, за ручек што најмногу сакаш да јадеш, омилена храна? Па искрено и јас и сопругата сме често во кујна, можеби и некои периоди јас повеќе. Па што знаме, последниот пат си направив граф со сланина, пред да бидат божикните пости и навистина да не се фалам, ме бидува да направам графче, така типко да се прави. Тоа значи дека следна емисија која ќе правиме со готвење, дека ќе ни готвиш нешто? Да, супа исто сакам да правам. Знам да правам и манастирска чорба од риба, пица исто им правам на децата. И така, доста, кога сум дома, мислам дека доста помагам во кујната и општо во домот, на тие машки работи. Така, што најмногу мразиш да правиш? Што најмногу, па што знам, дома нема што да мразиш, значи не смееш. Чистиш по дома и помагаш на сопругата? Па може и тоа да се случи, да, некогаш да кога ќе ти биде тебе кејф или од што мора? Па и тоа и тоа. Двете во едно. Да, две во едно. Искрено сакам да биде чисто и средено, но имаме две деца машки кои се здрави живи, многу се сакат да си играат и по сите ќошови има по некоја играчка и целиот тој простор каде што живееме е исполнет со весели бои и ретко може да се знаете кога сум најсреќен кога ќе ни доаѓаат гости, тоа сопругата се средува и тоа е најчисто.
Барем 3-4 сати е чисто. Так, што кажеш, брзо да Истредено. следиме, гости ќе ни ни дојдат. да. А тогаш помагаш, вака ускокнуваш да ги помогнеш? Да, знам да помогнам, тоа не е ништо срамота, ни мислам најнормално. секој ден треба, нели, да Секој треба да се помогне, потруди. бидејќи секој има и обврска да се грижи за хигиената, нели? Така, ги учите ли децата да помагаат по дома? Им давате ли такви вредности, дека мора тоа има Даваме обврска? задачи, да, тоа треба да се учат од мали, значи пробуваме колку можеме да ги воспитуваме на таков начин. Добро. Ајде да те вратам сега малку во делот на младоста, да речам, да ги потсетиме нашите гледачи. Од кога започна со музикава, актуелен беше едно време премногу. Ајде малку да се потсетиме, која година беше тоа? Па, јас започнав на М2 во 2004 година. Така. И еве до година треба да прославиме јубилеј во декември од 20 години. Кој мислам дека нескоро е така еден подолг период од бавење со музика и исполнет со многу песни, концерти, фестивали на почетокот, патувања, во студио поминати многу часови со творење, со музицирање, со снимање. Зад себе имам 3 албуми. Работам веќе и на новиот албум, во кој ќе има некои, да кажем, микс од песни кои ќе бидат дел препеани, а дел ново компонирани. Мислам дека во 2004 во декември кога започнав, првата моја песна беше Спаси ме. Потоа следуваше 2005 Каде песно моја, па ек да можам беше Макфест во октомври. И потоа во 2006 ми се случи тој уште еден голем хит, тоа е Море од солзи, кога беше изборот за песна на Евровизија. И навистина таа песна и ден денеска остана и многу ми е мило што луѓето се уште ја сакаат и ја пеат. Со таа песна и со песната Ек да можам бевме исто и на фестивал, бевме во Романија, во Брашов, каде што настапував прв пат, тогаш имав 18 години, пред 20.000 публика, значи на плоштадот во Брашов, како warm-up беше овој фестивалот, каде што пеевме од цела Европа пеачи. А како главни звезди беа Џо Кокер и Натали Имбрулија од Австралија. И да вистина многу интересен фестивал, се пее во живо, со многу интересни искуства кои и новитети кои се учат на тој фестивал, кои би следувале во музичката индустрија. Значи, исто така мојот менаџер Иво Јанковски тогаш често ги посетуваше тие саеми на Миден, каде што во Франција, каде што се менуваат тие индустрии. Значи, ние сме многу мало, да кажам, парче, Поднебие. Да, поднебие за музичката индустрија, но генерално во светот интересни саеми се тие. И фотоа следуваше 2007 веќе кога почина нашиот Тоше Проески, имавме еден проект спремен, но чекавме некој период да помине, па ја извадивме тогаш Врати ми го срцето. Да се навратам 2006 исто и албумот го извадавме, па потоа 2007 Врати ми го срцето, па исто така и тој албум. И следуваа фестивали летото, Сунчане скале, Будва, Макфест. Интересно е вака да се потсети, за ти кажам. Да, ме да те потсетам, и да ги да направиме, и гледачите. И значи после завршувањето на 2007, тоест јас го завршив моето музичко школо, средно во Скопје. Почнав во Битола, па се префрли во Скопје, па потоа се запишав сосема нешто друго да учам во Куманово на економски факултет. И мислам дека
тој период ми беше еден интересен период во животот, кога ми се случува многу убави работи, значи песни, видеоспотови, албуми, гостувања, фестивали, патувања. Но од друга страна приватно ми се случи смртта на мојата мајка, која многу како дете, а и мислам дека и родител секогаш боли кога не напушта. Поготово таа фаза си бил како Да, тинеџер. да, во таа тинеџер фаза и во фаза на значи на еден пик на песни, на патување, на кариера, ми се случува сосема обратно пропорционално нешто во животот, но и тоа го гледам од денес гледано вака од денешна точка, како некој, бидејќи верувам дека ништо не е случајно, го гледам како еден дел од животот кој требало така да се случи, можеби, за да имам баланс во мојот живот. Навистина, отсуството на родител никогаш не може да се замени, но еве сега и денес сум јас веќе скоро 10 години и како татко и сваќам дека некои работи се случуваат со поголема причина од тоа што можеме ние да сватиме. Така. Интересни моменти во животот и кариера и се, меѓутоа се случуваат и животните приказни, не знаеме каде ќе не однесат. Една секунда може да го промени животот и едноставно да се случат работи кои можеби не сакаме да се случат. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Заштедете време и пари, практично, модерно и квалитетно. Уредете го вашиот дом со Кист мебел. Одберете тапациран и плочест мебел, теписи, стази, гарден програма за вашето предсобле, дневен престој, детска и спална соба, двор или градина. Посетете го продажниот салон на Кист мебел. Одберете и добијте бесплатна монтажа на самиот кружен тек кај судот во Свети Николе. Или побарајте ги на 075 252 567. Вршат и достава до дома. Направете идеален избор за комплетен дом. Кист мебел. Значи се шпекулира во периодот кога замина за Америка, беше таму извесен период, се шпекулира и сега и тогаш се шпекулираше дека си заминал ради тоа што си имал компанија, холдинг, бизнис со камиони, точно не е тоа? Па има малку вистина во тоа, да, се занимавав и со тоа во Америка додека бев. Мојата сопруга таму од 2001 година со нејзиното семејство и на некој начин тој период на 2013-14 година беше еден така тивок период во општо во македонската сцена, можеби во мојот живот беше нешто поинаку, се случува некои промени. Ми се роди мојот прв син, па можеби тоа ме направи да се свртам повеќе кон семејството и да оставам малку во мирување мојата кариера. Кога заминавме за Америка, се занимавав со многу работи, покрај се што работев и честни пари, како што може човек да заработи и сето тоа, се запишав и на факултет таму и го нострифицирав тоа што го имам тука завршено. Завршив и се дошколував за англиски јазик и навистина тоа многу ми помогна и ден денес уште многу малку ми недостига за да имам она, како се вика, мастер дегри, сега сум на бачелор, која не знам, досега не сум се занимавал со сето тоа, но ми помогнало од страна во аспект на бизнисот. Значи, без разлика дали е шоу бизнисот или е бизнисот
со транспорт, со камиони и така натаму. Се уште го имаш бизнисот? Па имаме некој дел, да, имам со мојот драг пријател Митко, имаме еден убав дел таму, тој таму живее и таму функционира, таму му е семејството. Мислам дека можеби не секој трет балканец буквално се занимава со тој бизнис во Америка, да, особено Чикаго и Детройт, па сега и во јужните краишта. Значи таму се парите, сакаш да ми кажеш? Па после факултетот, после школувањето, треба да се најде нормално почеток со таква работа, но за да се стигне побрзо до некој степен на финансиска стабилност или како да кажам, подкрепа од тој аспект е многу полесно да се почне со бизнис со камионите, со транспорт. Така, си возел некогаш камион? Сум возел, да, имам и возачка. Си работел како шофер? Да, сум работел и како шофер период и јас не се срамам ништо да работам, буквално се што е честно, сакам да заработам на некој начин пари кои се изработени и навистина општо и мојот престој во Америка многу ми помогна да сознам другата страна на животот, бидејќи јас мал почнав да се занимавам со музика и да заработувам и сосема ја запознав другата страна од животот која ми даде еден, како да кажем, уште еден столб во мојот живот кој ми дава уште повеќе сила и енергија и да се борам по-комплетно во животот свој. Добро. Сега, значи, со камиониве заработуваш добро. Со камионите завршивме, да. Да. Кога ќе направиш една паралела музикава и камионите, кога би имал шанса само едно да одбереш, што би одбрал? Па дефинитивно тоа би било музиката. Мене мојот талент и дарба од Бога се за музика. Тоа беше попратна работа која на некој начин и сакав, но и морав да ја работам. Јас секогаш, видите, се трудам тоа што го правам да го правам со љубов, со кеф, значи не да ми е измачување. Едноставно секој човек кој што и да работи треба да го прави тоа, односно да се труди да го прави со љубов и со, како да кажам, и да гледа дека тоа е само едноставно работа која на крајот ти носи добивка, пари, да, бенефит. Ако човекот, еве зборам за мене, ако јас се мачам со некоја работа или па гледам дека тука не ми е местото во тоа, мислам дека треба човек да прекине со тоа и навистина ми е драго што Милош тој сопругата прифати да живее во Македонија и се вративме од Америка. Да, тоа ми беше следното прашање, Да. зошто се врати? Беше носталгичен? Па сум кажал многу пати, многу наврати до сега дека, видите, има многу причини за кои човек може да размислува да се врати од таму, меѓу кои и таа дека сакаш, едноставно имаш еден живот кој сакаш да го поминеш во својот народ, во своето, како да кажем, грубо кажано племе, во твојот мајчин јазик каде што се зборува, знаеш, каде што си дел од прв ред, да, од заедницата си, значи, како, еве, нашите предци се бореле за да имаме денеска држава, за да имаме каква таква држава, имаме свој народ, свој јазик, школување, имаме работи кои едноставно те прават тоа што си. Значи, јас сум роден тука сум пораснал, тука сум се школувал и мене животот ми припаѓа тука. Едноставно, јас така гледам на тие работи, бидејќи не сакам да сум несреќен во животот, а сето тоа да го покривам само материјално, таа несреќа да го задоволувам своето его од друга страна. Да, навистина парите се потребни, на секој му требат, но има начини, има и тука луѓе кои функционираат години и мислам дека и тука Господ дава леп на сите. Така.
Сопругата прифати да дојдете тука, се навикнали, како? Ви се Да, допаднали супер. Македонија? Таа доаѓаше скоро секое лето кога живеа таму и многу е пријатно тука. Исто така има и родена сестра која живее тука. И тоа многу А таа е родена во Америка, така? Не, тие се тука родени. Аха, сите. Само добро. Во 2001 Заминуваат за Америка. за Така. Америка. И сега комплетно се сите тука и навистина е, мислам дека е убаво. Нормално, видете, Америка е голем панајгур за маркет за се буквално, особено за жените, аз ги разбирам дека многу интересно, бидејќи има буквално се и се што. Да не почнувам од гардероба, козметика, автомобили, да не редам сега тие удобства што ги има таму, но тоа е таму и сега некојаш и недостига, но среќа имаме и тука, ете, имаме Скопје, имаме ете и Солун или пак во некој друг град, по некој мол, па ќе се Шопинг најде. количарка е, сакаш да ми Па кажеш? е до негде, да. Ти ги Кога троши е во парите? стрес, па Кога е во мора стрес, некој што да ти ги вика, троши, да. ламбе, многу сум по стрес, мора да си купам нешто, дај ваму Да. некоја пара. Па, искрено, може би поголем економист од мене, но Ама знае кога да троши, така? Знае кога да потроши. Добро. И тоа е нормално кај жените, мислам, Да, вие ама сте и кај мажите, даваш ли многу пари за гардероба, кажи ми? Па, да, ретко се частам така со нешто ново. Ретко. Да, ретко, но кога одам, пример, купувам по, не знам, 4-5 комбинации. И Наеднаш да, одиш и пазариш и знам завршуваш. што ми недостига, што ми фали, или чевли. Јас сум многу мерак, да речем, за чевли и за сатови, рачни сатови, часовници или како се вика. За тоа не да. желиш пари, така? Па, да, сега... Колку најмногу јас не пари сум- си дал? Видете, јас не сум човек кој има многу пари и не ни сакам да имам многу пари. Сакам да имам оноку колку што ќе ми се потребни за еден нормален, средно нормален живот. И колку најмногу сум дал за часовник, па не знам, сега неблагодарно е да зборувам, мислам. Многу. Сум добил неколку часовници на поклон, од кои едниот беше, знам дека со милиони денари поклон и човекот кој ми го поклони, не знам зошто, дали дека имам мерак кон часовници и често добивам како подарок часовник, или пак, не знам, таа некоја среќа ме следи, тој часовник и ден денес го имам. Тој е, ај ќе откријам и марката Cartier, и човекот кој ми го подари ме запозна прв пат на една свадба на мој пријател, каде што бев и гостини, имав и некоја песна и испеав така. Му беше многу мило на мојот друга. И тој човек кој ми го поклони часовникот, тогаш ме запозна, направивме некој муавет, неколку сати додека бевме таму, сакаше да ми го поклони неговиот часовник од раката. И ден денес го немам сретнато тој човек и мислам дека живее негде во странство, во Италија, но не сум го сретнал и го поздравувам ако не гледа. Да. Така, значи и сега не му го знаеш ни името, ни како да го најдеш? Името го знам, да, Јане се викаше човекот. И Значи сепак е македонец. да, македонец, да, кој живее во странство. Сега дали Италија, Германија, не се сеќавам точно, ти има, можеби има повеќе од 12 години тогаш. Така, браво. Сигурно имало Интересна нешто што, приказна. да, Да. што му се допаднало кај тебе, што ете прв пат сте се сретнале, а си добил толку вреден Да. подарок. Добро, кажи ми кога пазариш? Знаеме дека си често битола од твојот... Домакински за дома кога патам. Не, во делот на гардеробата. Кога Добро. пазариш, дали купуваш скапа гардероба, фетиш ти се марките и дали преферираш тоа да биде во родното место или надвор од државата? Па, искрено, вака, марките воопшто не ми значат, бидејќи човекот кој ги носи марките не го прават марките подобар човек или слично. Едноставно, дали тоа е
мојот дедо имаше занет како чевлар и Затоа ги сакаш чевлите. чевлите можеби затоа ги сакам, да, сакам да се убави чевли, удобни колку што можам да си дозволам, нели? Марките воопшто не ми се битни, битен ми е материјалот на нештата, без разлика од каде и што е, дали од тука или од странство, воопшто не ми значи тоа. И секогаш гледам да биде едноставна гардеробата, да биде она што, како викат, треба облеката да не биде едноставна и да не препознаваат по карактерот. Мислам, машките особено, девојките треба да бидат поукрасени, бидејќи се женски и се нежни. И така треба да изгледат. Добро. Ти помага ли некој во делот на стайлинг? Се консултираш со сопругата, например? Ја Да. носиш ли со тебе, ја вличкаш ли по продавници? Ретко, таа повеќе ме влечка мене. Јас ретко, кога купувам гардероба, често си знам пред време кои парчиња облека ми недостигаат и ми фалат. На почеток многу ми помогна како стилисти кога почнувавме со продукцијата, како не знам Сергеј Варошлија, па Александар Дадар, па и Сања Николич беше од таа фела, да речем, од фешн, како се вика таа модна Така. фела на луѓе ми помогнале. Исто така ми помогнал и Ношпал се викаше, Да, Ношпал. Да, исто и тој ми има доста помогнато и веќе со таа помош тие години и со Ти си го собра си искуството, ти кажеш, ај сега више не ми треба, може би сам. Па, можеби, знаете, човек треба да се осеќа удобно, пријатно во гардеробата и веќе го гради својот стил со тек на време. И треба да има некој свој стил. Иако некогаш кај нас, можеби и особено некои ни наметнуваат мода која некогаш некои парчиња не можеме да ги најдеме. Да. Или пак, не знам, јас пример сакам, навистина сакам фармерки, но не сакам фармерки кои се тесни и многу се нервирам кога ќе видам машко во тесни фармерки. Мислам, мене ми изгледа невкусно, искрено. Да, но тоа е прашање на вкус, да речем, ајде. Да, ама по класично. Да, по-класично, сепак е поубаво и поотмено изгледа. Да, и машко во треба да биде секогаш машко. Точно. Според мене, не знам, можеби овие денешни нови времења прават некои нови правци во тоа како треба да се облекуваме и слично. Така. Добро. Кажи ми сега, скоро имаше, ако заприметуваш, те шетам по темиве цело време. Добро, ајде. Да те збунам, сакам што повеќе максимум да извлечам така ексклузиви за гледачите. Скоро ја шекна македонскава јавност. Што се случи? Си одам за Америка, чао, пријатно, па се вратив, дедо мраз ме врати. Ајде малце да ги разјасниме јавно работа. Па видете, тоа е една, да речам, шега или како се вика, каде што пола од тие работи кои се таму кажани се вистина, а пола се смеа. Сега кои се и како се, мислам дека треба луѓето сами да си видат и откријат. Јас кажав тоа што кажав и мислам дека требаше да го кажам. Едноставно, знаете како, можеби тоа го размислував подолго време, бидејќи сум често низ Македонија и на настапи, на концерти, на плоштади и така натаму. Имавме еден одличен проект оваа година, нели проектот Македонија во срцете носиме, каде што имавме многу успех со моите колеги, 12 пејачи, 12 преработки преубави на песни, во секој скоро град бевме и мислам дека ќе продолжи тој проект. Едноставно, на луѓето им недостигаат тие години, еве, да кажам, до 2007, од 99-та, кога имаше
вистина многу убава македонска музика, текстови, актуелна беше македонската сцена, без разлика дали сум јас, значи нека бидам јас и најпоследен и не спомнат. Мене многу ме нервира, односно ме иритира тоа што имаме многу увоз на музика. Скоро сите од нас можат да одат до Грција, до Србија и така натаму. И секогаш кога патуваме во кола, кога ќе пуштиме радио, во Грција пример имаш 90% грчка музика. Во Србија исто. И дојдеш во Македонија и сега не знаеш, пример си странец од Холандија. Добро. И разбираш јазици, така? Да. И влегуваш во Македонија и ти не знаеш во која држава си. Дали си во Англија, пошто има само странска музика, пример, или пак си во дел од Србија. Мене тоа, искрено, многу ми пречи, јас ги почитувам сите народи. И сите треба да разменуваме култура, но своето треба да го цениме прво. Имаме доста песни, имаме вергрини, имаме македонска и забавна и народна песна на радио и на телевизија. Јас да имам можност, би го сменил законот и тоа би било само македонска музика, нормално период да има и странска и некоја друга. А ја одете во Србија имате слушнато македонска песна на радио. Во Грција имате слушнато македонска. Па зошто ние да слушаме странска музика? Немаме своји песни, немаме своја култура, срамота е. Мислам, ова е сериозна тема која треба да, може би повозрастни да се занимаваат со ова. Јас сум иритиран од тоа што ќе дојдат, тие не се криви. Ќе соберат парите и ќе се ќе направат концерти, ни прават таква пропаганда, значи тие, не знам кој подземје функционира тука. Значи тоа не е случајно дека тие прават такав концерт, па тие работат. Мислам, работиме ние, ама нас никој не пласира. Тие се пласирани на радио, на реклами на YouTube, на телевизии. Има такви телевизии каде што има само таква музика, трап, мап, не знам, фолк, турбо фолк, како ли се вика веќе. И тие, едноставно, таа пропаганда на крајот ја наплатуваат дебело. И кога наплатуваат, па и слушнав дека и не плаќаат ни данок на Македонија. И тука се изнервира. Тука пукна филмот. Да, тука можеби тоа кога ги сознаваш работите повеќе и повеќе, знаеш дека имаш информации кои ги гледаш и во вистина и во реалноста и ти прават една слика која мислам дека не треба кај нас да биде таа слика таква баш како што е сега. Зошто младите мои деца да не знаат да ги пеат еве секоја чест на Next Time, на сите кои прават преработки на македонската песна, народна песна, на оние кои се онародени песни, на песни кои се забавни, кои се вергрини, зошто не ги знаат тие? Па имам јас сега пред колку има месец-два, имав, бидејќи си ја возам колата се уште од моето детство, да речем, и во колата сум најдов едно CD од Драган Геконовски Шпато. Тоа е еден албум кој имаше некоја промоција, па ми останал во колата и случајно го отворив и го пуштив да го слушам. Тоа е симфонија, значи тоа се песни кои ќе останат за секојаш бидејќи се толку мајсторски направени, толку има поезија во текстовите, толку има љубов спрема тоа како е отсвирено. Знаете, треба да си го цениме своето, за да почнат да не ценат и другите од страна. Тоа е мојата, да кажам, порака со сето тоа што се случи. А дека ќе заминам или нема да заминам, тоа е многу малку битно. И мислам дека тоа е многу јасно до сега дека јас останувам тука, во својата татковина, Македонија. Да, кој разбра, тие што те познаваме подолго време, јасно ни беше дека си изиритиран од самиот настан, меѓутоа
многу мина и не ја разбраа пораката која сакаш да ја секогаш викам. Па не си стрча многу, да. Да, се истрча Да. многу. Јас секогаш викам ги за поздравувам и нашите нив. И такви луѓе треба да имаме. Нашата музика во треба живот. секогаш да се цени, нашите изведувачи, кога се прават големи настани, особено општински, дека треба нашата музика, нашите изведувачи да бидат и убаво платени. Зашто? Затоа што вие живеете од тоа и нормално кога ќе имате вие почесто настани, добро платени настани, тогаш ќе имаме и нова музика, и нови песни, Апсолутно, ќе се нови инвестира. спотови и се. Да. Значи, тоа е, мислам, реалната слика за шоу бизнисот во Македонија. Да. Затоа и е замран, бидејќи нашите пејачи едноставно не заработуваат онолку колку што заслужуваат. Па добро, вистина сме мало подневи, но можеме да функционираме буквално сите кои сакаме да се занимаваме или ќе се занимаваме со музика. Дали се тоа бендови, солисти, артисти, како и да е. Треба да си го цениме своето, тоа е мојата порака. И што повеќе да имаме, ќе кажам уште еднаш, јас нека бидам и последен и не спомнат, нека бидат сите мои други колеги на прво место, нека се вртат тие песни, нека се отворат, не знам, радиостаници каде што има, а сакам денес да слушам македонска музика. Јас сум тоа, значи не сум друг. Не може некој да ми се наметнува да ми пушта српска музика во Македонија, 90% српска музика е. Па што е тоа ужас? Мене тоа ме нервира, безобразно е тоа, знаете. Ко сега, мислам, ние сме самите криви, бидејќи тоа сме го дозволили. Така, апсолутно си во право. Ајде сега веше кога почнавме за музикава да начнуваме некои работи, да Добро. отпееме нешто бе. Да се Вака расположиме. утрински. Утрински нека биде, ноќно нека биде, не е битно како е. Тоа што е пејаче, пејаче секогаш, Да. јас така викам. Ајде. Ајде шо ќе ни запеш вака во кавадарци да видиме. Па, тука ми доаѓа песната која е вака. Ми заплакало селото, Ваташа. Ми заплакало селото, Ваташа. И така натаму, сега да не... Утрински да не напевувам. Утрински малку после настап си Овој период, кај сите колеги мои. Зарикната, малку Да. си настинат и тоа е Па кој нормално. не настинат И овие не си денови? распеаш, знаеш, има пејачи, Кој ама некоја кај корона сега јас ќе живее? пеам треба 2 сата да се распевавам, ми вика. Па искрено да, и не сум пил ни кафе, уште. Да, те дигнав А буквално и од не сум се кревет. распеал, да. Да. Да, како и да е, сепак мило ми е што нели, Па, пет еден дел, се дружиме фрагмент. и што сепак ни отпеа. Нешто, кажи ми сега, што е автентично за вашиот роден крај во Битола? Имате некоја фора, некоја шега, по нешто што е Битола позната? Па, што знам, Далги шо вика, знаеш, Далги стариве, талаши. далги, да. вака. И јас сум по потекло од Љубојно. Добро. Од Преспа, роден сум во Битола. Живеам сега моментално во Битола и живеев претходно. Битола ми е Еве или за омилен Љубојно, град. кажи ми нешто што имате таму во Па Љубојно. што има во Преспа, има многу сончеви денови, имаме јаболка, имаме прекрасна надморска висина, идеална можеби. Имаме чиста вода, чист воздух, помеѓу два национални паркови е моето место. Тоа е Пелистер и Галичица. На вистина, мојот мир често го наоѓам таму, кај мојата родна куќа, кај татко ми. И Битола ми е на, како да кажам, ме потсеќа на многу млади луди години, знаете, тие први тинеџерски излегувања и така натаму. И ми е искрено на срце и Битола, убав град кој навистина има и култура и има една гордост, да речам така, која ги носи битолчани од година во година, од декада во декада, од век во век, на таа, знаете, ако им падне носот на битолчани, нема ни да се наведнат да си го кренат. Така викаат за да. битолчани? Да, така имат кабадајски некој израз, кабадајски како
горделивост на некој начин, која си ја носат, мислам со право си ја носат со себе, бидејќи долго време биле раскрсница на многу национални патишта кои поминувале тука, нели? Таму и најстариот пат, сега не можам да се сетам на името, кој поминува низ Битола и кој ги вкрстувал многу култури и народи тука. Исто така е позната по конзулски град дека или беше, не знам се уште како е, и дека се случуваат многу интересни денови, илинденски денови, летни, цело лето скоро има некоја програма, се случува и нели фестивалот Браќа Манаки за филм. Така. Интерфест се случува. Ама која им е далгата сега? Ајде да видиме Која е далгата, па сега? нешто автентично. Ајде тоа за носот го знаат веќе сите, нешто што не го знаат, или за твоето љубовно нешто. Така, некоја како викаат Изрека? Изрека, така. Па, за љубовно, што би кажал за љубовно, бидејќи е создадено од љубов. Да? Да. Така вели Така е легендата, легендата, да. Дека е создадено од љубов. Да. За Битола, што би кажал нешто интересно? Добра, ај виц кажи ми. Ај некој виц да ви Ај кажам. кажи ми. Значи, многу сум лош за вицови кажување и за прераскажување, усвари. Ајде да обиди се сега, Ајде како ќе предизвик. пробам вака сега. Си биле две девојки плавуши, како што се во Како мене вицовите. вакви плавуши. Добро. Да, ама со се скроз плавуши. Добро, јас сум малку со црнкоен сега. Да, сега, Добро. едната била на едната страна на реката, другата на другата страна на реката. И едната ја прашува другата. Како да дојдам на на битолски кога. Како да дојдам на таа страна? И таа другата вика, па на таа страна си. Јако, интересно. Тоа е еден виц кој ми остана така во последно. Сакам да слушам вицови, особено ги слушам овие прераскажуваните. Многу почитувам луѓе кои знаат да кажуваат вицови. И често знам да пуштам и на телевизија или на YouTube, кај ќе ги најдам. К15, нашите К15, тие легендарни скечеви кои ги имаат снимено. Овие битолчани ги Исто и Сози смеа, да, исто се интересни и добри. Како имаше уште ни празни муабети, имаше ни понови. Сакам шега. На народот му недостига забава, смеа, радост. Да, доста му е од политики. Па доста е, да. Мислам дека секој невието е и така стресно. Кога би имал можност да промениш работи во држава, што се тие работи, што би ги променил од корени, ќе кажеш од утре, вака ќе се функционира? Па, пред малку кажав за музиката. За музиката кажавме. Искрено... Ете, си бил во Америка, си видел системот како функционира, како може, што недостасува овде, што треба да се смени? Видете, мој искуство од таму кое го собрав и кое и го видов и на факултетот е дека луѓето треба да имаат што повеќе пари, што повеќе прилив почесто и таму е направено да платата се зема или на годишно ниво, значи месечно, тоа е многу ретко на тие поголеми суми. Најчесто е на недела или на 2 недели. Тоа мислам дека е еден убав систем кој може кај нас да функционира, значи секоја недела или секој втор, петок или понеделник да добиваш дел од твојата плата. Мислам таа што е месечна. И тоа е многу убаво бидејќи ти секогаш имаш во себе пари, парите побрзо стигаат до тебе, кога стигаат до тебе побрзо и се трошат и побрзо вртат како синџир поврзаност на економијата. Мислам дека ова месечни примања и да не зборам тоа што доцнат многу компании и така натаму, мислам дека тоа не е практично, не е добро. Тоа е една работа која ви ја променил кај платата, да се зема секоја недела би направил, да се зема плата. Не знам, пример, ајде, 10.000 денари неделно, минимум да е.
Што и мислам дека е фер и во ред за овој стандард кој се наметна овие 2 години. Ај сега да не звучам како економист, но може би ете тоа сум го согледал. Што би променил друго? Би променил за музиката уште еднаш ќе спомнам дека треба што повеќе македонска музика да има и да се слуша и да е актуелна. Би ги исто така е добра идеја во неколку училишта, гледам се како пример од тие од развиените земји од Америка, да се од мали деца учат децата да се учат од мали на химната, значи да знаат својата сопствена химна, па и да мора да ја знаат и да ја пеат и да ја рецитираат, не е битно. Тоа е еден кај нас се помешани работите национализам и патриотизам, значи нема ништо лошо во тоа да си ја сакаш сопствената земја и да си ги почитуваш и химната, и знамето, и се. И тоа е еден убав пример каде што видов во неколку училишта во Скопје или во Прилеп или негде, не знам, во Битола. Тоа би го донесол со закон да секој си ја знае својата химна, да знае кој е, што е и да е горд на тоа, од каде потекнува. Утре ќе се најди во Јапонија и во Кина и мора да се осети таму дека е странец. Значи не може тој да биде како некој, како да кажам, човек кој нема свое парче земја каде што припаѓа, знаеш. Тоа би го променил искрено, би променил што друго. Сепак нешто поврзано со економијата, луѓето да имаат повеќе пари, значи повеќе средства да примаат месечно, бидејќи стандардот во кој живееме овие 2 години и таа инфлација, како се вика, е многу, да кажам, на едно ниво каде што повеќето од народот едва и функционираат во месец на месец, што е многу јасно. Тоа би го променил и би направил искрено да се врати, иако јас не сум бил, некој воен рок од 3 месеци. Тоа е исто добро. А малку се 36 или 12 нека бидат. Па, ајде за да почеток нека биде нешто помало, да. Таму се учи дисциплина која, ете, јас можеби сум ја стекнал од домашното воспитување, но кога денеска родителите се презафатени, па работат и по 2-3 работи за да стигнат да бидат материјално задоволни, мислам дека многу малку време му се посветува на своите деца и некогаш и јас тоа го мислам. Често им даваме и телефон, компјутер, лаптоп, нешто да се зафатени. Јас често ги носам и во природа, во планина, да пешачат, да дишат чист воздух. И би направил тоа да се врати, малку да има некоја дисциплина и држава без своја војска, мислам дека не може да функционира. Не да имаме обузна војска. Иако се стремиме кон мир, нормално. Мора да сме како војник без пушка не може. Така, кажа дека ја сакаш Македонија, меѓутоа еве, ајде од друга страна да го завртиме муабетот. Во која држава би сакал да се родиш, да не си се родил во Македонија, каде би сакал да си бил роден? Не, да се навратам малку. Не дека си ја сакам, тоа чувство е така вродено во мене и тоа треба да е кај секој македонец. Да биде нормално дека ти си ја сакаш својата, како што ја сакаш својата куќа, така и својата држава треба да си ја сакаш. Во која држава би се родил? Да не си се родил во Македонија, еве да посакаш во која држава би сакал да си бил роден, еве. Па не еден би сакал тука, искрено, да се родам. Мене ништо не ми недостига од тука. Единствено што немаме море, може би некогаш. Тоа ни фали, а сме имале. А сме имале? Да. Но веќе немаме. Да, но имаме во близина, не е тоа страшно. Да, ќе прошетаме. Да. Ќе прошетаме. И до таму. Забележав носиш бурма се уште. Да, што не е случај во последно време, ретките тие што носат бурма. Да. Интересно и така сакаш да си. Па имам така некои мерак за детали да носам исто научари исто сакам и не знам, ете уште некои
како да кажем, модни детали ме привлекуваат. Те привлекува. Да. Сам ги купуваш, ги добиваш Да, на подарок. овој бурмо, овој прстен ми е од Свети Димитрија, од храмот, и ја има молитвата Оче наш. Испишано? Испишана, да. А, супер. Да. Ова ми е од Русија, а сатот ми е од Америка. Да. Каква комбинација Русија со Америка. Да. Чекај да не навлегуваме на тие Не, теми. во политики не, во тие теми, во геополитички теми не. Да не Нема потреба, навлегуваме мислам дека таму. Кој од убав пејачите е ти е животот и идол, без тоа. кажи ми? Па видете, идоли јас немам, не сум имал одмално, но ги сакам некој особено. Например, еве, постојано слушам многу, не знам, Ареја ги слушам, Драган Јаконовски Шпато, оние 10 песни од Желко Бебек ги сакам многу искрено. Слушам евергрини македонски кои за жал се толку убави, но не се присутни нигде во етер. Слушам и народни песни кои се направени можеби негде многу порано, 70-ти. Еве го слушав пред некој време Александар Сариевски и Никола Бадев. Слушам и класична музика и со супругата често слушам и, иако таа не сака толку, но джез кога пиеме кафе. Кога пиете кафе наутро, Да. значи, кој го вари кафето? Па или јас или таа. Така, тогаш слушате джез. Сум Да. забележала на твои настапи покрај македонската музика, покрај старите, дека сепак ти изведуваш и српска музика. Да, знам да испеам и некоја српска Да. песна. Тоа не е греф, тоа и не е сум те лош. слушала во живо. Значи, сакам да кажам во контекст на тоа што Да. го споменав, дека па и нашите пејачи знаат да пеат српска музика. Апсолутно да. И убаво звучат. Тоа Благодарам. значи дека треба пазарот да му се отвори. Па може и би надвор да. од границите од државата. Да се правиме размени. Тоа да. Значи да сме балансирани и да има размена, да. Тогаш веќе ќе биде Малце поголем Ека, пазар. екшо дека старите. Да. Па видите кога, не знам, некој Желко Јоксимовиќ кој е име и значи во таа фела, кога ја испеа Јовано Јованке на свој концерт во сред Белград на македонски, зашто и јас да не испеам некоја негова песна или песна од Бајага или песна од Риблја чорба, песни кои имаат некоја тежина, суштина, значи во текстот која носат, како да кажам, Со квалитет едноставно. квалитет има, да, а не ја чу брате, ово, оно, то, не знам, јас некој ќе слушнам новите генерации какви песни слушаат, тоа е ужасно, мислам. Имал кола, имал пари, имал, не знам, шо имал и се живо и диво никакви има. морални вредности, да не зборам за видеата како изгледаат. Мислам, да, ужас. Да, и тоа Да. треба јас Ја- по мој да се забрани на Па, телевизија. или треба Да се се пушта дава во затоа што одреден е период. лоша едукација Да. за самите млади. Тоа е, мислам дека и тоа е нешто намерно и затоа така функционира. Така. Добро. Последна книга што си ја прочитал? Ај сега да те рашечкам колку ти читаш книги. Читаш, не читаш? Па да, сакам книга и чувството на книга е особено пријатно. Мојата последна книга која се уште ја читам е Старечник се вика, значи поуки од мудри старци. И многу интересно е да се работи за сигурно за многу големи животни искуства кои се срочени во така 3-4 реченици како поука и цела книга е така. Ја добив на поклон од мој пријател Георги од Битола, кој исто така имаат како book house продавница, каде што има како библиотека, каде што се продаваат книги. И Што ти го ова е за тебе да го прочиташ по да, интересно е да станам мудар. Така, Да. одлично, супер. Знаеш дека ние во Тренд Лайф имаме и пријатели, тоа се
Bullet Food, кои прават прекрасни круасани, мили брод, кифлици, за сите слави, да речем родендени, за домашни прослави, меѓутоа и секако круасанот, круасанот им е прекрасен, значи за послабок живот. Шейк се вика круасанот, па испратија една кушница полна со подароци. Круасанот, за тебе, за да се засладиш малце и да однесеш на вечињата. Обавезно. Благодарам. После емисијата и да уживате во вкусовите. Да го засладиме животот. Шеик е вкусот кој ни требаше. Неодоливо вкусен какао крем, внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шеик. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075 926 702. Произведува Bullet Food. Тремник, Неготинска. Шеик. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет што туку стана уште побрз. Од 1 февруари зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Сурфањето никогаш не било побрзо и подобро. Инел. Ново. Синалко кола и Синалко оринџ. Сега и во лименка. Твојата нова Синалко навика. Синалко од 1905. За крај што ќе порачаш? Па би им посакал успешна 2024 година. Пред се да имаат многу здравје, мир во душата, љубов да имаат спрема своите ближни и да слушаат македонска музика. Што е пораката за гледачите на Да, за ова нова година тоа е пораката. Така. Драги наши гледачи, тука некаде и ќе се одјавиме со Trend Life, распрашавме многу работи, откривме многу работи, што до сега може би Ламбе не ги кажал на друго место, затоа следете Trend Life, веќе ја завршуваме и оваа патувачка сезона, иако последната емисија ние во студио, затоа што сакаше Ламбе да дојде во КТВ телевизија лично и персонално и да не посети, па искористивме приликата да си поразговараме со него и да откриеме многу пикантери за неговиот живот. Здраве Боже, се гледаме во следна сезона, имајте убави мигови и како што кажа тој, секогаш бидете позитивни и сакајте се.